Добродојдовте во уште едно издание на Урбаните вести. Просторијата во која е сместена галеријата на икони во Музеот на Македонија поради оштетеност и небезбедност ќе биде санирана, а вредната збирка од 120 на икони, додека траат градижните зафати, ќе биде преместена и соодветно заштитена во просторот на воениот музеј, кој исто така се наоѓа во Музеот на Македонија. Во продолжение следуваат денешните наслови. Одбележани 96 години од смртта на Ѓорче Петров. Наградени најдобрите на конкурсот на град Скопје за заштита на животната средина. Почнува запишувањето ученици во средно образование. 4 тима на Црвен крст делат вода на најфреквентните места во Скопје. Со положување цвеќе пред споменикот на револуционерот Ѓорче Петров во Реонскиот парк, општина Ѓорче Петров одбележа 96 години од смртта на нивниот патрон. Општина Ѓорче Петров денеска одбележа 96 години од смртта на револуционерот и патронот на оваа општина Ѓорче Петров, кој животот го загуби во Софија во 1921 година, каде беше убиен од страна на платеници испратени од страна на тогашниот највлијателен член, а подосна и соработник со фашистите Тодор Александров. Одбележувањето започна со зборови за Ѓорче Петров, а потоа и со положување свежо цвеќе пред споменикот во Реонскиот парк од страна на делегации од општината, советот, училиштата и градинките, како и делегации од повеќе владини и невладини организации и граѓани на општина Ѓорче Петров. По ослободувањето во 1945 година, општината го добива сегашното име по македонскиот револуционер Ѓорче Петров. Општината претходно овој ден го одбележувала со положување цвеќе на гробот на Ѓорче Петров на централните градски гробишта во Софија. Но градоначалникот Митровски истакна дека одлучиле овој ден да го одбележуваат во својата општина пред споменикот каде се одржуваат и другите чествувања. Денеска во општината Ѓорче Петров одбележуваме еден трагичен настан од македонската историја, тоа е загинувањето или убиството на Ѓорче Петров, нашиот патрон, чие име го носи нашата општина. И секоја година традиционално заедно со граѓаните на општината Ѓорче Петров од сите генерации го одбележуваме и чествуваме и одбележуваме овој значаен празник за нас Ѓорче Петровци. Денеска се навршува 96 години од неговото убиство и се навршува 72 години како ние гордо го носиме името на нашиот патрон Ѓорче Петров. Ние Ѓорче Петровци сме горди на името и воопшто на делото што го создал или го оставил за македонците нашиот деец Ѓорче Петров, затоа што он из историјата многу малку такви личности може да се најдат кои со своите активности целиот свој живот го посветил на македонското прашање и борбата за самостојна Македонија. Неговата изрека Македонија на македонците секако е запишана со златни букви во историјата на македонскиот народ. И ние Ѓорче Петровци на вистина имаме со што да се горееме и мислиме дека достоинствено го носиме 76 години името на нашиот патрон Ѓорче Петров. Сакам да напоменам дека традиционално наша општинска делегација веќе неколку десетина години овој ден го чествуваше на гробот на Ѓорче Петров во градот Софија во Република Бугарија. Меѓутоа, оваа година се одлучиме на ваков настан овдека да го одбележиме во градскиот парк на споменикот на Ѓорче Петров, каде што традиционално се собираат нашите граѓани од сите подрјаше од општината Ѓорче Петров и пошироко и сите почитувачи на ликот и делото на Ѓорче Петров. Атентатот врз Ѓорче Петров бил извршен на 28 јуни во 1921 година во Софија. Убиството било спроведено од страна на турчинот Реджеп, член на ВМРО. На денот на убиството, Ѓорче Петров, по излегувањето од работа, свратил во кафејана на Иван Бандев во Софија, каде седал со Петар Чаулев, член на Централниот комитет на ВМРО. Реджеп влегол во кафејаната и седал во неа. Откако Ѓорче Петров ја напуштил кафејаната околу 7 часот и 30 минути, тргнал кон дома, при што терористот го следел и пред портата на неговата куќа го убил. Се претпоставува дека Тодор Александров лично го повикал кај себе терористот Реджеп и му наложил да го убие Ѓорче Петров, на што атентаторот се согласил. Ѓорче Петров е роден на 2 април 1865 година во Варош, Прилепско. Денеска е прв ден од предвидените 2 во првиот уписен рок за нови средношколци. За интересот на учениците ќе дознаете нешто подоцна во вестите.
Град Скопје денеска ги додели наградите од конкурсот за најголем придонес во животната средина, што традиционално се објавува секоја година по повод Денот на екологијата. Целта на овој конкурс е да се поттикне поголема грижа за животната средина. Градоначалникот на град Скопје, Коца Трајановски, денеска ги додели наградите на недобрите на традиционалниот градски конкурс за избор на најеколошка компанија, најголем придонес во областа на заштитата на животната средина, најубаво уреден двор на куќа, зграда и институција и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и од средните училишта во Скопје. Градоначалникот на град Скопје, Коца Трајановски, нагласи дека овој конкурс се реализира со цел поттикнување што поголема грижа за животната средина, како и за мотивирање на учениците што повеќе да се грижат за средината во која што живеат. Овој проект има одлични резултати во однос на подигнувањето на свеста за заштитата на животната средина и веќе традиционално се одржува секоја година, додаде Трајановски. Градот Скопје го прави ова се со цел да се поттикне што повеќе да се грижиме за животната средина, што повеќе да се грижиме за екологијата, што повеќе да ги мотивираме учениците да размислуваат, да пишуваат, да се однесуваат и да повеќе допринесуваат за заштита на животната средина. Веќе сметаме дека доколку кај учениците го развиеме тоа чувство на посветеност и на внимание кој животот се средина, сметаме дека понатака тие кои ќе се оформат како возрастни личности, уште повеќе ќе допринесуваат за заштита на животот за средина. Секој од нас поединечно треба да даде голем придонес за заштита на животот средина, ако сакаме да имаме добра и здрава животна средина. Јавниот конкурс беше објавен на 21 март 2017 година и траеше до 16 мај 2017 година. Пристигнатите пријави беа разгледани од комисија формирана од представници од секторите на град Скопје. Годинава наградени се Градежниот институт Македонија АД Скопје, кој има прикажана успешна примена на стандардот ISO 14001 и придонес во зачувувањето на животната средина. Илколект компанија, која е колективен постапувач со отпадна електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори. Наградата ќе биде донирана на Институтот за белодробни заболувања кај децата во Козле. Најубаво уреден двор во индивидуално добување има Весна Игнатовиќ, а најубаво уреден двор на институција Основното училиште 25 мај од Скопје. Најубав состав на тема екологија има Леузана Асани, 6-то оделение во Основното училиште 25 мај и Симона Симоновска од Средното училиште на град Скопје, Раде Јовчевски Корчагин. Најубав цртеж на тема екологија има Ева Карамановска, 7-мо оделение во Основното училиште Рајко Жензифов од Скопје. Вратите на средните училишта денеска и утре се отворени за идните средношколци. Интересот на првиот ден за упис е задоволителен, а за разлика од минатите години, интерес има и за стручните училишта. Во државните средни училишта во Македонија денеска и утре е првото пријавување и запишување на учениците во прва година во учебната 2017-2018 година во јунскиот уписен рок. Резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 30 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира во училиштата за средно образование на 3 јули, а резултатите ќе бидат објавени на 4 јули. Документите потребни за пријавување и критериумите и условите се содржани во конкурсот кој Министерството за образование и наука го објави на крајот на март и е поставен на веб страната mon.gov.mk. Во Средното угостителско туристичко училиште Лазар Танев денеска се забележуваше голема фреквенција на ученици и родители кои најмногу се интересираа за струката готвач, како и за насоките хотелско-туристички техничар и угостителско-туристички техничар. Утрово има доста голема заинтересираност. Оваа учебна година очекуваме да се запишат 11 паралелки, значи некаде во најдобар случај околу 200 до 240 ученици. Најголем е интересот за готвач. Сега и
потоа следат за хотелско-туристички техничари и угостителски техничар. Второто пријавување од јунскиот уписан рок и запишување на учениците ќе се врши на 5 јули, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 6 јули. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 24 август, а резултатите од запишувањето на учениците и слободните места ќе бидат објавени на 25 август. Училиштата кои во двата уписни рока нема да ги пополнат утврдените ученички места за запишување ќе продолжат со запишување ученици до 31 август 2017. Поради укинувањето на екстерното тестирање, направени се измени во објавениот конкурс во кој се избришани условите поврзани со резултатите од екстерното проверување на постигнувањето на успехот на ученикот. Во просториите на основното училиште Братство се одржа финална презентација на проектот Кинетистичка училница во рамки на креативниот центар Карпош. Овој проект Кинетистичка училница е прв кој се применува во практична настава во Република Македонија, во сите основни училишта во Карпош. Во пролетната етапа на проектот беа опфатени ученици од оделенска настава, односно од 1 до 4 оделение. Во просториите на основното училиште Братство во општина Карпош се одржа финална презентација на проектот Кинестетичка училница во рамки на креативниот центар Карпош. Како што нагласи координаторката на овој проект Билјана Петронјев, од февруари до почетокот на јуни низ сите основни училишта во Карпош бил спроведен овој проект и резултатите се многу задоволителни. Станува збор за физичка активност, која учениците и наставниците ја практикуваат на часовите, се со цел да се подобри интересот на учениците, да се задржи фокусот на наставата и да се подигне мотивацијата на учениците. Токму неколкумесечното практикување на оваа вештина, која масовно се користи во Кина и во земјите од азискиот континент, даде резултати кај учениците и наставниците во Карпошовите училишта, потенцираше координаторката Петронјев. Координаторот Марко Секуловски истакна дека на почетокот кај одредени наставници, но и ученици имало скепса во однос на практикување на овој метод на работа на часовите, но постепено истиот бил прифатен и резултатите кои денес се постигнати се многу добри. Овој проект Кинестетичка училница е прв кој се применува во практична настава во Република Македонија во сите основни училишта во Карпош. Во пролетната етапа на проектот беа опфатени ученици од оделенска настава, односно од 1 до 4 оделение. Продолжуваат препораките за внимателно однесување на отворено за време на топлотниот бран. За ова подоцна во урбаните вести. И оваа летна сезона, Црвениот крст преку делење на вода на граѓаните се обидува да ги намали последиците од високите температури на воздухот, кои деновиве ја зафатија Македонија. Покрај делење вода, волонтерите даваат и транспортна помош на лицата кои не се во состојба самостојно да стигнат на посакуваната дестинација. Од денеска до петок на повеќе локации во Скопје, меѓу кои вклучително и на поголемите автобуски постојки, ќе патролираат 4 мобилни екипи на Црвениот крст на град Скопје, кои со делење вода и совети ќе им помагаат на граѓаните за полесно да ги издржат високите температури. Екипите на Црвениот крст на скопските улици ќе бидат присутни од 11 до 17 часот. Од Црвениот крст потсетуваат граѓаните да не се изложуваат на сонце во овој период од денот, доколку тоа не е неопходно. Црвениот крст во рамките на акциониот план за действување во рамките на топлотниот бран со 4 екипи денеска е во најфреквентните автобуски постројки, најфреквентните места во градот и дели вода. Пружа медицинска помош доколку е таа потребна. Да го избегнат периодот од 11 до 17 часот, да користат да носат со себе светла облека, да имат наочари, капа за сонце, задолжително да имат, доколку па мора да бидат надвор, да имат вода со себе, да не конзумират тешка храна и нормално да се придржуваат до советите, што им нормално доколку се болни да се придржуваат до советите што им ги даваат нивните матични лекари. За активностите во наредниот период ќе бидат ангажирани 40 волонтери од тимот за одговор при катастрофи, 10 волонтери од тимот за спасување на планина и 5 возила, од кои 4 ќе патролираат низ градот, а 2 за време на викенди ќе бидат дежурни на планинско-спасителните станици Водно и Матка. Тимот за одговор при катастрофи заедно со тимот за спасување на планина патролираат и во рамките на викендиве и државните празници
планинските спасителни станици се оперирани од наши спасители и буквално се грижиме и за безбедноста на таа категорија на граѓани, љубители на планината. Тимот за спасување на планина при Црвен крст на град Скопје, како и секоја година, така и ова, активно се вклучува во активностите околу превенирање и намалување на штетите предизвикани од топлотниот бран и пожарите. Волонтерите од тимот преку пропагандниот материјал ќе влијаат на свеста на граѓаните и нивните навики кога се движат низ планинските предели и во соработка со шумската полиција. Од 1 овој месец до крајот на август се активни во давање совети како да се заштитат од топлотниот бран и да им укажат прва помош, доколку е потребно. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите да избегнуваат да патуваат во периодот меѓу 12 и 16 часот, како и да прават почести паузи и да конзумираат многу течности. Возачите, велосипедистите и пешаците да избегнуваат патување во периодот од 12 до 16 часот, да консумираат повеќе течности и да прават почести паузи, препорачува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата поради топлотниот бран која зафати Република Македонија. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата препорачува задолжително привлегување или излегување од возилото, да се направи постепена аклиматизација и температурно прилагодување и постепена адаптација, бидејќи наглите промени на температурата може да предизвикаат здравствени проблеми кај возачите, кои сериозно може да ја загрозат безбедноста во сообраќајот. Високите температури предизвикуваат пат на концентрацијата и дефокусираност, чувство на паника, несигурност и раздразливост кај возачите и останатите учесници во сообраќајот, а топлото време и високите температури го продолжуваат сопирачкиот пат на возилото, зашто е неопходно да се држи безбедно растојание меѓу возилата и да се почитуваат ограничувањата за брзината. Да не се вози слалом, да не се престигнуваат колони со возила и пешаци, исто така препорачуваат од РСБСП. Оттаму апелираат возачите да покажат повисоко ниво на толеранција кон пешаците и велосипедистите и во духот на сообраќајната култура и личниот бонтон. Секој возач треба да има предвид дека пешаците и велосипедистите се тие кои се директно изложени на жешкото сонце. РСБСП ги потсетува возачите дека за безбедно и удобно учество во сообраќајот е задолжително на проверка на притисокот на гумите, проверка на течностите за разладување на моторот, проверка на течностите за бришачите, клима уредот, акумулаторот и задолжително поголема количина на гориво во резервоарот. Како резултат на многу топлото време, можна е појава на несакани последици по здравјето. Лекарите препорачуваат да се конзумира лесна храна и да се носи лесна и светла облека. Од Агенцијата за храна и ветеринарство препорачуваат да се купува храна само од проверени места. Во наредните денови времето ќе биде уште потопло со надпросечни температури на воздухот поради изразено југозападно воздушно струење и прилив на многу топла воздушна маса. Како што соопшти Управата за хидрометеоролошки работи, од утре до сабота долж Повардарието максималната температура ќе надмине 40 степени. Утре ќе дува засилен југозападен ветер. Лекарите препорачуваат во овој период со надпросечно високи температури да се носи лесна и светла облека и да се конзумираат доволно течности. Се апелира хронично болните и бремените жени да не излегуваат во периодот од 11 до 17 часот, доколку немаат потреба, со цел да се спречи труење со храна која е честа појава во летниот период. Од Агенцијата за храна и ветеринарство порачуваат граѓаните при купување да водат сметка за изгледот и рокот на употреба на производот, да купуваат храна од проверени места, а лесно расипливите продукти да се купуваат исклучиво од објекти каде што се чуваат во разладни уреди. Препорака е да се избегнува и храна со оштетена амбалажа, ладните или замрзнати производи да се купуваат на крајот од пазарењето, а месото, млекото и јајцата да не се чуваат долго време во автомобилите. Топлото време ќе се задржи до недела попладне, кога според УХМР, поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север, се очекува да има врнежи од дожд, појава на грмежи и засилен северен ветер. Тогаш ќе има и значително опаѓање на температурата. В недела позначителен пат на температурата ќе има во западните и северните делови, а в понеделник насекаде ќе биде посвежо. Максималната температура ќе биде во интервал од 23 до 31
степен. Потоа температурата ќе биде во постепен пораст. Под мотото "Голтни, истражи, уживај". Во петок во ресторанот Фурца ќе се одржи вински настан од хуманитарен карактер. Собраните средства ќе бидат наминети за Центарот за специјална едукација и рехабилитација на деца со прички во развојот и аутизам. Како дел од негувањето и ширењето на винската култура во земјава, винскиот бар и ресторан Форца во соработка со иницијативен одбор составен од дами љубители на вино на 30 јуни во петок од 19 часот организира вински настан "Вино на штикли" под мотото "Голтни, истражи, уживај". На настанот посетителите ќе имаат можност да си допуштат единствено патување низ мирисите и вкусовите на исклучително смели и провокативни над 100 етикети на бело, розе и црвено вино од 15 домашни винарии. Ќе биде поставен и специјален гастрономски дел, а за пријатна и опуштена атмосфера ќе придонесе и добро осмислената музичка програма, велат организаторите. Влизници за настанот ќе може да се купат на денот на случувањето. Цената на една влизница е 500 денари, а за влизница во парк се наплатува 750 денари. Во цената е вклучена неограничена дегустација на над 100 различни вина од 15 различни винарии. Учесници на овој мини вински салон се винариите Тиквеш, Бовин, Стоби, Сковин, Камник, Лазар, Брзанов, Далвина, Сопот, Фантинел, Попов и Мако, Картал, Лозар и Винарт. Покрај одличната уникатна програма, настанот ќе има и хуманитарен карактер. Целта е да се поттикне хуманоста и несебичната поддршка за децата и младите со посебни потреби. Ќе биде организирана хуманитарна аукција на премиум вина од сите винари и учесници на настанот. Собраните средства од аукцијата ќе бидат донирани на Центарот за специјална едукација и рехабилитација на деца со пречки во развојот и аутизам. Делови од општините Центар, Киселавода, Сарај и Карпош утре ќе останат без електрична енергија, информира регионалниот центар за управување со кризи. По добиено известување од ЕВА на Македонија, регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје ги известува граѓаните дека поради технички зафати во електромрежата, утре без електрична енергија ќе останат повеќе делови од Скопје. Од 8:30 до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од делодолицата 8 бригада, поточно објектите во околината на сквер Јадран во општина Центар. Од 9 до 12 часот ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија на улиците Атанас Разделов, Јакупица и Малишевска во населба Драчево, општина Киселавода. Од 9 до 13 часот без струја ќе бидат корисниците од село Горно Крушопек во општина Сарај. Во два наврати, од 9 до 9:30 и од 12:30 до 13 часот, без струја ќе бидат корисниците од село Горно Нерези и Етно село во општина Карпош. Од 9 до 14 часот и 30 минути, без струја ќе бидат корисниците од делот до улицата Влае и улицата Франц Прешерн во општина Карпош. Од 10 до 11 часот, без струја ќе бидат корисниците од делот до улиците Ѓорги Скрижевски, Драмска и Тасино Чешмиче во општина Центар. Од 10 до 13 часот ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија на дел од улиците Добромир Хрст и Лазар Димитров во општина Киселавода. Продолжува периодот на многу топло време со надпросечни максимални дневни температури. Уште потопло се очекува да биде утре, кога долж по Вардарието и Пелагонија се очекува температурата да достигне 40 степени. Не е исклучено во петок и сабота наместа температурата да надмине и 40 степени.
И пред да се одјавиме, уште една информација. Почнува исплатата на субвенциите за тутунот. Во Министерството за финансии се испратени налозите за вкупно 1,5 милиарди динари или 25 милиони евра, а земјоделците попладнево и утре ќе може да си ги подигнат парите од банките. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.